Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е Мухамед Зекири, член на Централниот и извршен одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Зекири, заминувањето на долгогодишен политички новинар во политиката не е некое изненадување. Меѓутоа, преминувањето на етнички албанец во македонска партија не се случува секојдневно. Колку вам ви е блиска социјалдемократската идеологија и кои беа вистинските мотиви да влезете во СДСМ? Моите мотиви беа и главни, тоа дека како пред се граѓанин на оваа земја, граѓанин на Македонија, не можев да стојам на страна и да гледам што се случува. Сакав да придонесам директно за да се сменат работите. Повеќето луѓе ме прашуваат храброст е тоа што го направивте, да се вклучите во македонска партија. И јас реков дека храброста е обострана. Храброст е и за Социјалдемократскиот сојуз што се отвара кон граѓаните, кон сите без разлика на својата етничка и верска припадност. И јас го преземав чекорот. Не сум единствен албанец што е во Социјалдемократскиот сојуз. Секој има многу. Има многу луѓе, приврзаници, односно од етничката албанска заедница кои што се приклучуваат на Социјалдемократскиот сојуз. Значи не се само албанците, туку они не доаѓаат тука затоа што некој ги тера да доаѓаат. Гледаат нова опција, гледаат дека оваа партија се отвора, гледаат дека граѓанскиот концепт е тој кој е потребен на Македонија. Доста е више со подел. Дали е тоа ваша заслуга или велите дека храброст постои и требало да има и од двете страни. Меѓутоа, некои велат дека СДСМ се одлучил за ваков чекор со цел да привлече повеќе албански гласови. Верувате ли во такво сценарио? Значи, не можам да кажам дека јас сум заслужен за тоа. За тоа е заслужен на политиката на Социјалдемократскиот сојуз и првично на председателот Зоран Заев, кој имаше храброста да го отвори процесот со бомбите, односно со проектот Вистината за Македонија. Тоа ги натера и албанците да отворат очи, да видат кој во суштина раководел со оваа земја. Дека оваа гарнитура политичка, која речиси повеќе од 10 години ја води земјава, не има втурнато во тешки криминали, во безизлезна ситуација. Оние сакаат да имаат се под контрола. Тоа ги освести граѓаните. И затоа албанците, и да не беше Мухамед Зекири тука, секако дека ќе имаше одреден број на луѓе кои што ќе од албанската етничка заедница кои што ќе го поддржаа Социјалдемократскиот сојуз. Провладините медиуми го акцентираат вашето одење на аджилак во Саудиска Арабија и тоа најчесто го поврзуваат со исламскиот радикализам. Колку ви е тоа товар за политичката кариера која што имате? Кога немаат аргументи со што да те нападнат, они се фаќаат за една таква тема. Да си верник е придобивка. Нема никаков зијан. И јас не кријам дека сум верник. Не сум единствениот муслиман. Милиони луѓе кои што се припадници на исламската вера годишно одат на аджилак. Тоа е една од 5 столбови на исламската вера, тие што не знаат. И кој има можност, ја исполнува таа обврска. И ако според тие портали или луѓе од власта кои што сакаат на таков начин да ме нападнат, за нив, значи секој муслиман и албанец од Македонија кој што бил на аджилак е радикален. Дури и нивните коалицијски партнери, затоа што има многу меѓу нив што ја извршиле таа обврска, а они се во коалиција. Значи тоа е апсолутно тема која што не заслужува да се даде до значење и воопшто не го чувствувам како товар. Колку албанското гласачко тело, но и македонското е подготвено за промени во правец на едно граѓанско размислување за поддршка на партиските програми, а не на етнички чисти партии? Граѓаните се подготвени. Граѓаните гледаат. Граѓаните знаат што сакаат. И не може веќе да се водат како например, зимаме за албанските семејства имаше таква перцепција дека еден човек решава во семејството ќе каже за оваа опција да се гласа и сите гласат за таа опција. Не, сега ќе имаш во семејства каде што и браќа, и татко и деца ќе гласат за различни опции.
затоа што луѓето веќе размислуваат секој со сопствена глава и никој нема да може да ги присилува да гласаат една или друга опција. Значи, они сами, секој граѓанин, ќе си гласа за опцијата за која што мисли дека најдобро ќе ги представува. Зекири, изјавите на вашиот лидер Зоран Заев за двојазичноста беа проследени со бурни реакции во јавноста, но и тези и поранешни стравови за можна федерализација на Македонија. Дали Македонија оди кон федерализација? Апсолутно не. Значи, ВМРО ДФМН нема што да им понуди на сопствените гласачи и на граѓаните на Македонија. Затоа се занимава со таквите теми. Значи, работата со двојазичноста во Македонија е решена со рамковниот договор. Тоа е решено во Уставот на Република Македонија. Председател на СДСМ не кажа ништо друго, освен тоа што е предвидено во Уставот на Република Македонија. Друго е проблемот што ВМРО ДФМН, заедно со нивниот коалицијски партнер ДУИ, ја користеа таа тема за да подгреваат етнички тензии. Можете да мислите, јас го кажав и во една друга прилика, какви беа реакциите во нашето општество во 2001 година, кога се потпишуваше Охридскиот договор. Нема како се потпише тој договор Охридски, готово ќе јас нема Македонија. Еве кај сме. Македонија е една. Таква и ќе остане. Значи нема никакви опасности од федерализација или не знам што. Македонија е едно општество и ќе биде едно општество, еднакво за сите граѓани, за тоа се залага Социјалдемократскиот сојуз и со таа опција излага пред граѓаните на Македонија. Македонија е едно општество, заедно у која сите ќе ги делиме и правата, но и обврските кон државата. Го споминавте подгревањето на меѓуетничките тензии. Во таа насока и следното моје прашање. Пред секој изборен циклус се интензивира националистичката реторика и се подгреваат меѓуетничките тензии. Како против таквата реторика и дали во периодот што следува очекувате меѓуетнички провокации или инциденти? Значи, нас нема да не чудат обидите да ги има. Ја кажав, ако за нешто ги биваше за тоа да подгреваат меѓуетнички тензии. Но граѓаните на Македонија го положија тестот, ќе се навратам малку наназад, со настаните во Куманово, кога не подлегнаа на еден таков сериозен обид на власта да ја дестабилизира земјава. Повторно играјќи со таа тема и со подгревање на етничките тензии. Граѓаните на Македонија и албанци и македонци сите покажаа дека се веќе зрели, дека веќе не потпаѓаат под таквите игри на ВМРО ДФМН и ДУИ. Зекири, дали е можна постизборна коалиција на СДСМ со ДУИ? Ве прашувам затоа што вие сте жесток критичар на Демократската унија за интеграција, а и ако се има предвид ставот на ВМРО пред неколку години, кога викаше дека никогаш нема да влезе во влада заедно со терористи, како што ги нарекуваше членовите на ДУИ, но ете се покажа дека последните неколку години одлично функционираат и работат заедно. Значи има прагматични работи. Јас нема да настапам со таков тон како што настапува ВМРО ДПМН, а потоа сето тоа го прегазија што го кажува. Владиното мнозинство го прават бројките. Значи, Социјалдемократскиот сојуз нема да може да иде против волјата на гласачите ако они дадат доверба на ДУИ повторно. Но ја не верувам и не сакам да верувам дека албанците после сето ова што се случува, после сето ова што го гледаат, на каков начин владееле ДУИ, све што правеле, дека повторно ќе се решат да дадат глас на Демократската унија за интеграција. Таа партија има сериозни проблеми. Таа партија нема повеќе луѓе кои што ќе излезат да ги бранат нивните ставови. Гледаме во јавноста дека појавуваат само 2-3 личности кои што излагаат со изјави. Другите не сакаат да излезат затоа што знаат дека немаат аргументи со што да ги одбранат поразителните политики кои што и они ги водеа заедно со ВМРО ДФМН сиве овие години. Затоа не сакам да верувам. Но ако гласачите повторно им дадат нив доверба, тоа не е работа на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа они ќе го дадат. Но сега, на 11 декември, ќе биде многу битно на крајот од денот, кога ќе се бројат гласовите, да се види кој ќе го има легитимитетот да ги представува албанците. Ви благодарам за разговорот. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.